Почитувани, кога се работи за платите на работниците и кога е во прашање Христијан Мицковски, тој се прави како да не е од тука, само за да не превземе одговорност затоа што нема поголеми плати. Каков е тој став на премиер кој вели минималната плата друг да ја договори? Ваквото бегање од одговорност досега е невидено. Па владата зашто е, ако не за да обезбеди поголеми плати за работниците? Или за владата се важни само платите во влада, кои сега ги зголемија на 100.000 денари. Кога е за платите во влада, Мицковски не остава друг да се договори, ама кога е за платите на работниците, има поинаков аршин. Сите влади на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија досега биле на страна на работниците и ги покачувале платите секоја година. Така, минималната плата во 2016 година изнесуваше едвај 9.000 денари, а денеска, благодарение на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, изнесува 22.000 денари. СДСМ и како опозиција бара покачување на минималната плата на работниците на 27.700 денари и веќе наредната година да биде 30.000 денари, затоа што работниците тоа и го заслужуваат. Затоа токму Социјалдемократскиот сојуз на Македонија поднесе предлог закон за изменување на минималната плата со цел да го подобри животниот стандард на граѓаните. Значи владата на Мицковски, бидејќи не сака ништо да направи по ова прашање, само нека побара од пратениците на ВМРО ДПМН да гласаат за законот. Со само едно стискање на копчето на пратениците и ете поголема плата за работниците. Но проблем е што Мицковски не сака и не се грижи за работниците, туку напротив ги третира како ефтина работна сила. Со ваков арогантен однос на Мицковски и неговата влада работниците ќе осиромашуваат и понатаму. Ви благодарам.